Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhat në program. Do flasim sot për djegjet. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, prej disa vitesh tashmë është mbyll qendra për trajtimin e djegjeve. Përse nuk ekziston ende kjo qendër për trajtimin e djegjeve? Në qoftë se do ekzistonte një qendër e tillë, a do mundeshim ne të ballafaqohemi kur kemi raste të tilla siç u ballafaquam me rastin e djegjeve në Koçan? Bashkë me ne sot në studio do të flasim me një nga doktoreshat, e cila ka qenë bashkëthemeluese e qendrës për trajtimin e djegjeve në vendin tonë. Për më shumë do të flasim çfarë duhet të bëjmë kur kemi djegje dhe çfarë s'duhet të bëjmë. Si duhet të kujdesen për shëndetin e tyre të gjithë personat të cilët kanë hasur apo tashmë kanë disa pjesë të trupit të djegura. Sa shpesh duhet të shkojnë në vizita shëndetësore dhe më e rëndësishmja si duhet të ruhemi nga dielli. Me ne në studio për të folur mbi këtë temë kemi të ftuar primarius doktor Dobrila Antonovska, specijalist по пластична и реконструктивна хирургија. Добро дојдовте. Добре, најдов. Ви благодарам за поканата и би сакала да ги поздравам вашите гледачи. Благодарам што прифативте поканата да разговараме на една многу важна тема и навистина ми е жал што веќе не постои кај нас, меѓутоа ќе разговараме и за центарот за третман на изгореници, кој не постои веќе во нашата земја, но како прво прашање би сакала да ве прашам дали треба нашата земја да има еден ваков центар? Ви благодарам за прашањето, тоа е клучното прашање. Целиот овој период, би рекла и многу години наназад, бидејќи Центарот за изгореници кој што постоеше во Македонија, веќе не постекал таков од 2016 година. Прашањето е да, ние како држава мора да имаме Центар за изгореници, затоа што сите знаеме дека можеби него сме единствена земја на Балканот и пошироко што немаме Центар за изгореници или барем специјализиран одел во склоп на клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Можам, ако сакате, да ви дадам еден краток историјат како се развиваше тоа. Вие сте дел од тимот кој е како основачи на тој центар за третман на изгореници во нашата земја. Центарот за изгореници, еве да не бидам скромна, беше формиран токму на моја иницијатива. Јас некаде 99-та година бев назначена за директор сегашен, односно тогашен началник на оделението за пластична и реконструктивна хирургија, при која постоеше као и одел за изгореници. Меѓутоа, уште години наназад, после моето вработување, некако како да ми се јави кај мене афинитет за третман на изгореници и посветив дел од мојата едукација токму на таа тема. Бев во повеќе центри во бившите југословенски простори и така натаму и надвор. И во 2000 година, бидејќи стариот Центар за изгореници, првичниот, кој што постоел уште за време на поранешната Југославија и кој постоеше во тогашна војна болница сегашна 8 септември, беше затворен точно во март 2000 година. А ние го отворивме Центарот за изгореници прв како таков основан во независна Македонија во септември, го пуштивме во употреба 4 септември 2000 година. Значи еден краток период во склоп на градска болница, во склоп на сегашна клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски или поранешна градска општа болница хирургија Скопје. Центарот за изгореници, морам да напоменам дека го отворивме благодарејќи на една јапонска донација. Тогаш на ниво на Македонија огромна беше вредноста на медицинска опрема која што се доби во повеќе болници низ државата и ние бевме, мислам дека најголем дел од таа јапонска донација заврши токму кај нас во клиниката за хируршки болести. Благодарејќи на таа јапонска донација и на нашиот ентузијазам на целиот тим, тогаш бевме 6 доктори и обучени медицински сестри и друг персонал, успеавме да го формираме. Навистина беше современ, иако беше во мал простор и мал капацитет, ние располагавме, меѓутоа просторот беше по сите стандарди за Центар за изгореници. Имавме интензивна... Што содржи еден центар за изгореници? Пошто зборуваме за Центар на изгореници, но еве да им дадеме до знаење на сите тие што не гледат во овој моменти, што треба да содржи еден Центар за изгореници? Основно е за Центар за изгореници да биде издвоен као простор од останатите болнички капацитети,
бидејќи само на тој начин може да се сочува стерилноста, да се обезбеди стерилноста на самиот простор во кој што престојуваат пациентите. Препорачливо да биде со посебен влез, како што беше и нашиот центар, посебен влез од надворешната страна, од задната страна на установата, се уште стои надписот таму, мислам. И задолжително, освен помошни простори што се за привијалиште и така натаму припрема на медикаменти, треба да постои интензивна нега со специјална опрема, треба да постои друг болнички капацитет, односно други простори. Задолжително треба да постои посебна операциона сала, каде кој ќе служи исклучиво за операции кои што ќе се изведуваат кај пациенти со изгореници, и посебен персонал, затоа што тој персонал не сме да работи паралелно со друга категорија на пациенти кои што евентуално би биле нели причина за интрахоспитални инфекции. Сите тие услови ние ги исполнувавме. Значи имавме интензивна нега која што беше опремена со опрема која се уште представува врв во опремата, медицинска опрема за лекување на изгореници. Во моментот и во минатото имаат повеќе такви специализирани системи во Пирогов, кои што во моментот се наоѓаат и голем дел од нашите повредени во трагедијата што се случи во Кочани. Располагавме со два такви клинитронови системи, јас постојано ги споменувам со цел да државата направи напор повторно да ги снабди. Тоа се навистина треба, видовме и со трагичниот случај во Кочани дека на нашата земја е потребен еден ваков центар за изгореници. Значи тоа се посебни компјутеризирани системи за лаиците можеби изгледа како едни кади, како кревети во вид на кади. Беа исполнети со една материја слична на песок, со силиконски куглички. Оддоле се, значи, таа када, под наводници, се наоѓа на еден компјутер, каде што вие доле подесувате температура, аерација и влажност. Компјутерот ви служи да го покренете тој песок, да го наречам, за да може нели гледачите да разберат за што станува збор. И тоа, иако има одгоре чаршав, значи оддоле самата таа содржина на тие компјутеризирани системи е како еден котел кој врие. Значи, постојано е во едно вриење и пациентот кој што лежи одгоре на таа површина, на тој компјутер, фактички компјутеризиран, се нарекуваат иначе воздушно-флуидизирачки системи, Клинитрон 2 генерација, и пациентот лежи како во еден бестежински простор. Што значи тоа? Значи, вие имате една микросредина каде што прво лежи без притисок, особено многу битно за пациенти кои што имаат изгореници на задната страна на телото. Значи, не продолжува оно оштетување понатаму на ткивото, понатаму се суши самата површина, имате аерација, значи се забрзува заздравувањето, епителизацијата и така натаму, и исто така се загрева пациентот. Имате можност да речеме... Да не изгубите... Да, од 28 степени до 40 и неколку степени, зависно дали сакате да го ладите, да го загревате и така натаму. Тие два система на вистина, ние баравме тогаш само еден таков систем, меѓутоа јапонската влада заклучила дека во однос на бројот на жители кои што постоја тогаш и сега, значи фактички би требало би биле задоволителни такви два системи. Колку долго пример треба еден пациент да седи во еден таков систем за целосно да може да се каже дека на тие системи се третира пациенти со екстензивни изгореници, значи со изгореници на 30% од телесната површина. Меѓутоа исто така третиравме и деца, иако постојат вакви системи и за помали по габарит, кои што се наменски за деца, меѓутоа третиравме и деца со големи површини на изгореници и навистина нивното лекување, должината на лекувањето зависеше пред се не само од површината, туку и од длабочината на изгорениците, дали ќе се вршат трансплантати и така натаму. Сепак станува збор за повеќе месечно лекување. Да. Дали има разлика во лекувањето на изгореници кога се работи кај деца и кај возрастни луѓе? Има разлика во однос на
Прво, кои изгореници спаѓаат во групата на екстензивни животно загрозувачки изгореници. Например, кај возрастна категорија на граѓани, на пациенти со изгореници, за екстензивна изгореница се смета изгореница која што е над 30% од телесната површина, додека кај децата веќе ако станува збор за над 10% од телесната површина, зборуваме за екстензивни изгореници. И тогаш тие мора да се хоспитализираат. Разликата е во однос на флуидотерапијата, односно надокнадата на течности и така натаму. Се друго, во однос на третманот локален, во однос на трансплантација на кожа, во однос на примена на други биолошки приврски и така натаму, останува исто. Со тоа што децата некаде до 4-5 годишна возраст се во високо ризична група. Исто како Зошто? Затоа што нивниот организам многу брзо губи течности. Тоа е основната причина и као што е причината од други причини, да речеме, за висок ризик кај возрастна група над 65 години, значи оваа категорија на дечиња и возрастна над 65 години се високо ризични. Многу е битно самиот старт на терапија. На терапија. Има неколку фази во лекувањето на изгорениците. Прва, втора и трета фаза, и особено овие денови во јавноста се појави информација дека веќе влегуваме во втора фаза на лекувањето. Што значи тоа прва фаза на лекување? Како вие во тој центар на изгореници ги третиравте пациентите во прва фаза на лекување? Првата фаза на лекување е фактички борба со шокот кој што настанува, кој што го оштетува целиот организам, сите органи. Шокот кај изгореници е пред се хиповолемичен шок, тоа значи дека се губи нагло голема количина на течности. Таа се губи не само кон надвор, се губи и ние велиме интраклеточно во самиот организам. Имате во тие празни простори помеѓу клетките се губат течностите и се намалува волуменот на крвта, ме разбирате. И на тој начин срцето нема доволно волумен за да пумпа, значи се празни крвотокот. За да можат гледачите да сватат. Основно е тогаш во борбата на шокот, тие се три основни цели. Тоа е борба со шок, односно со соодветна надокнада на течности, борба да се намали шокот со давање на аналгетици, значи давате прво аналгетик, давате доволно течности и треба да ја заштитите изгорената површина за да не се накалеме бактериска инфекција. Тие се три цели во првите моменти пружењето на помош. Основно во првите за она ресусцитација, односно надокнада на течности, постојат разни формули да не ги заморуваме гледачите. Основно е да по тие формули што се применуваат, кои што ги знаат нашите анестезиолози и докторите кои што работат ургентна медицина, работат во брза помош и така натаму, основно е да од таа количина која што треба да ја прими пациентот за 24 часа, половина од тие течности бидат дадени во првите 8 часа. Затоа се вели дека првите 8 часа се најклучни за понатамошен успех на лекување. Мислам дека во Македонија има доволно обучени доктори кои што се запознаени со оваа проблематика и верувам дека добро и соодветно било реагирано во првите моменти после оваа несреќа. Значи во првите 8 часа давате половина од потребните течности интравенски, понатаму во наредните 8 часа 1/4 и понатаму уште 1/4 од течности. Значи аналгезија, обезбелување, надокнада на течности и заштита на изгорената површина. Секако тука веднаш треба да се води сметка за диурезата, односно колку мокри пациентот, и затоа при екстензивни изгореници, односно кај деца над 10% од телесната површина и кај возрастни над 30%, задолжително се става и уринарен катетер, за да може да се мери колку мокри на час. Она што секако во стартот, обезбедување на венска линија и така натаму, додека не колабирал венскиот систем. Тоа е она што во почетокот се прави. Тоа е првата борба, значи борба со шок. Шокот некаде трае од 3 до 5 дена. Понатаму доаѓа една фаза кога веќе треба да се борите, да одлучите дали ќе преминете кон рана ексцизија на изгорените површини, ако станува збор за длабок втори степен или трети степен, или ако општата состојба тоа не го дозволува, го одложувате понатаму во покасна фаза. Затоа што самата изгореница во тек на неколку дена се продлабочува.
И во првиот момент не може да процените до кај да биде таа длабочина на отстранување на изгореното ткиво и така натаму. Постојат некои регии кои што, иако не се големи површина, меѓутоа исто така барат задолжителна хоспитализација, болничко лекување. Како на пример, кои се тие површини? Значи, тоа е изгореницата на лицето и на вратот, тоа се изгорениците на гениталните регии, тоа се изгорениците на зглобните површини. Значи, тие изгореници задолжително мора да бидат хоспитализирани. Во случајот кој го имавме пред неколку недели во Кочаниците, скоро сите пациенти беа со изгореници на шака, на раце и на лице и врат, и затоа можеби кај нив е потребно да бидат посебно третирани и хоспитализирани. Да, особено шаката не ја спомнав, значи изгорениците на шаките се една од тие 4-5 кои што задолжително треба да се хоспитализираат, поради тоа што со нивен правилен третман хируршки се сочува функционалноста на функцијата на шаките и на прстите, за да може понатаму да немаат секвели во однос на контрактури и други последици, евентуално може загуба на прсти кои што ќе завршат со ампутација и така натаму. Значи независно хоспитализацијата не зависи само значи од површината, зависи и од региите кои што се рачунаат како витални регии за во однос на. Тука би ги ставила и циркуларните изгореници, пример, да речеме кога горен екстремитет, односно раката цела подолжина или ногата ви е циркуларно изгорена, тога задолжително се врши хоспитализација, болничко лекување од причини што тогаш се стега како панцир ногата или раката и се компрометира циркулацијата. Значи задолжителна хоспитализација со тоа што тогаш мора да се направат и тие ешеротомии, да се отвори фасцијата за да може крвните садови да бидат ослободени. Мислам дека во Македонија имаме одлични доктори кои што знаат оваа проблематика. Тие се обично специјалисти по пластична и реконструктивна хирургија. Меѓутоа, за да се третират изгорениците, дали треба овие доктори да бидат посебно едуцирани, како што бевте вие во тоа време од Центарот за изгореници? Во тој период тие доктори што работевме, има се уште активни 4 доктори, би сакала да ги споменам. Апсолутно можам. Да ги споменам. Тоа е сега началник таму доктор Емилија Танасова, понатаму е доцент Марија Стевковска, доктор Елизабета Луковска-Обочки и доктор Билјана Шапова. Тие се на пластична хирургија, доека на детска хирургија од тимот кој што е во тој период работеа со нас е доктор Илиријана Шеху, таа е таму началник. Затоа што ние ги работевме заедно. Пластичните хирурзи и детските хирурзи ги работевме заедно изгорениците и ден денеска заедно ги работат, со тоа што кога имаше потреба некое такво дете да се хоспитализира, место да лежи горе на оделение за детска хирургија, лежише кај нас, или ги водевме заедно, точно дека треба посебни едукации. Значи, иако е во склоп на една специјализација пластична и реконструктивна хирургија, меѓутоа не може да се занимавате со третман на изгорениците ако немате соодветни обуки. Верувам дека и затоа е потребен и тој центар за изгореници, можеби повторно да се реактивира за да не дојдеме до вакви ситуации како што бевме изненадени на некој начин со трагичниот настан и да имаме посебен ваков центар, спомнавте, посебен влез, посебен третман на пациенти. Посебна операциона сала, што е многу битно. Тоа што спомнавте вие дека може да дојде до инфекции на рани кај овие пациенти. Зошто е можеби потребно да ги спомнеме овие детали кои посебен влез, да се занимавате само со тие пациенти за да не дојде до интрахоспитални инфекции. Зошто се толку тешки тие интрахоспитални инфекции? Само да напоменам дека, како што реков во почетокот, значи и посебен тим од медицински сестри постоеше тогаш. На моје инсистирање и со помош на одредени спонзорства од општествено одговорни компании, фирми и така натаму, 4 од тие сестри тогаш беа испратени на обука точно во овој центар во Пирогов, како еден најголем на Балканот за третман на изгореници, беа по 1 месец. Еден медицински техничар и една сестра се уште работат во клиниката за хируршки болести, другите, знаете како е во денешно време, секој
менува работно место, завршува во странство и така натаму. Зошто е прво е битно да има и обучен медицински персонал да знае како се третира таа изгореница, почнувајќи да не може да се внесе надворешно, да не може самиот да пренесе инфекција и така натаму. Мора да бидат изолирани. Не може вие да лекувате пример некоја друга хронична рана кај што имате милион бактерии, не може да лекувате гангрени, не може да лекувате друга патологија и истиот тој персонал или доктор повторно потоа да работи со изгореници. Во однос на операционата сала по сите стандарди, сите сали се такви, значи по сите стандарди, меѓутоа кога работите исклучиво изгореници, не внесувате друга патологија која што може да ви внесе бактерии, затоа што една бактерија која ќе ја внесете, таа ви останува после тука со години, не може да искорените. Иако кај изгорениците бактериската инфекција не се внесува само од надвор, не е екзогена, туку самиот организам, бактериите кои што ние ги имаме во дигестивниот тракт, во дебелото црево пред се, тие мигрираат, тоа се вика транслокација на бактерии и кога ви е оштетена површината на кожата, тоа е као намалена отпорност и таа по лимфен пат тие бактерии може да ви се пренесат на самата кожа, на самата изгореница. Значи, тие се внатрешни бактерии, кои што се една нормална, да речеме, флора, а потоа стануваат во такви услови, стануваат патогени. Она што сакам да напоменам тогаш дека ние имавме една банка на амнионски мембрани, тогаш работевме во блиска соработка со гинекологија ЧАЕР. Во недостиг на банка на кожа, користевме банка на амнионски мембрани кој што користеа секаде. Не постои банка не на постои, кожа. Значи тоа некаде, мислам до 2014-15 година беше банка на амнионски мембрани, а банка на кожа никогаш не постоела. Не постои ни сега, за жал, за разлика од другите околни држави. Што значи доколку ние имаме банка на кожа? Пошто ве да објасниме за тие што не гледаат. Кај изгорениците, кај што се врши, кај што од подлабоко втори степен и трети степен, кај што го отстранувате тој дел што ви е оштетен, изгорен и така натаму, кај што се прави таа тангенцијална ексцизија, се поставува кадаверна кожа, како што е, нели имаме органи кадаверни, срце, бубрези и така натаму. Значи тоа е кадаверна кожа која што за жал не е влезена сега во програмата за трансплантација, никогаш не е била влезена. Јас веќе еднаш апелирав да се размисли да влезе во програмата за трансплантација со тоа што бара нели посебни обучен кадар да се таа презервира, да се конзервира и така натаму. Значи, таа кожа ви е конзервирана, кој што ги чувавме амнионските мембрани, ги имате во фрижидер, ги земате, постојат посебна апаратура, да речеме, правите поголеми шнитови како мрежи и ставате како биолошка преврска на површината на изгорениците, за да биде прво намалена загуба на течност и второ заштита од бактериска инфекција. Таа кадаверна кожа, значи, таа не ви е постојано решение. Меѓутоа, кај екстензивни изгореници помага на организмот додека се извлече од овие сите кризни моменти во фаза на шок и така натаму, и потоа почнувате со друга трансплантација од негова кожа, од здрави делови на телото, од блиски мајка, татко, брат, сестра и така натаму. Како една биолошка преврска се речено. А банка на амнионски мембрани која постоела порано во нашата земја, што значи тоа? Банка, значи ние ги добивавме, тогаш не постоеше некој посебен закон и ние ги добивавме во соработка со договор со гинекологија ЧАЕР, значи од прилика некаде, ако почнавме тоа 2000 година, доке 2000 може би 14-15, јас до 2013 бев таму, ги добивавме плацентите. Секоја плацента има два дела, амнионска и хорионска мембрана, таа што е внатрешната амнионската, таа е како една прозирна ципа, таа е ацелуларна, значи не содржи многу клетки, не содржи крвни садови и така натаму, нема никаков ризик од пренос на инфекции, ме разбирате, и ние ја двоевме, ги добивавме таму, нашата екипа ги двоеше, ги конзервиравме во 76% алкохол, ги чувавме во фрижидер и сега ви доаѓа пример дете. Особени успеси имавме неверојатни и тоа е и објавувано и прикажувано на конгреси и така натаму кај деца. Во еден период почна и клиника горе да ги работи на детска хирургија, доека беше докторката Берта Русо активна. И тоа ви е како една прозирна ципа, вие ставате, детето ја обработувате изгорената површина,
пример ги тргате сите тие меури и така натаму, што е пример може да е голема изгореница, цело тело, и го покривате со таа ципа, таа за неколку часа се суши. И понатаму ја менува својата боја, станува дури темна, и кога станува збор за изгореници од втори степен, од длабок втори степен, негде после 7 до 10 дена постепено ја лупите и оддоле имате нова епителизирана, значи здрава кожа, као некоја пилинг маска, ако може да ви објаснам. Неверојатни резултати се постигна, особено кај деца. Многу беше добра за третман на изгореници и на лица. Еве, некогаш ако ви е интересно може да најдете дека се применува и тоа како во развиени земји во светот. За лица кај изгореници на лица. Апсолутно изгореници на лица и секаде, значи се применува амнионот, меѓутоа за изгореници на лица и особено кај деца изморедно решение. Затоа е потребно и толку е комплексен третманот на изгореници, да разбереме и ние сите наши гледачи дека многу е комплексен третманот на изгореници и то како треба да го сватиме сериозно за можеби повторно да го отвориме центарот за изгореници во нашата земја. Јас се надевам, мислам дека имаме доволно добри специјалисти и секако има и млада генерација на специјализанти, имаме и квалитетен медицински кадар. Така да мислам дека државата треба да направи еден чекор, да навистина го отвори центарот за изгоренице. Се надевам дека ќе доволно снага. Да, затоа што еве еден ваков трагичен момент, говориме за нешто друго, говориме да во иднина имаме барем за одреден број на пациенти со времени услови за лекување. Ова банката за амнионски мембрани веќе не постои? Не постои, па скоро 10 години. За жал. Доктор Антоновска, за крај би сакала да ве прашам, пошто знаеме дека ние сме доста хуман народ и особено сакаме да изразиме сочувство и можеби да бидеме поблиску до сите тие кои веќе преживеат некој ваков трагичен настан. За сите тие што се во домашно лекување, како треба да се однесуваат домашните, роднините, но и сите други околу нив, за да не им пренесеме било какви инфекции или можеби тие кои се справуваат со изгореници, како треба да се однесуваат во домашни услови? Основно е пример еве. Едно дете, ако добие изгореница или возрастен човек, али да се задржиме на детската возраст, многу често се во домашни услови. Со топла вода, со чајче, со поставање рака, да речеме на плоча, на шпорет и така натаму, пегла, притуширање, капење, одне внимание од родителите, најчесто од мајката и така натаму. Основно е да ако имате одредена изгорена површина од, да речеме, еве на шаката, веднаш да ја поставите под мласна вода, никако да не се става, отприлика 10 минути, никако да не се става мраз, затоа што мразот дополнително ќе ги стегне крвните садови и ќе ја продлабочи изгореницата. Ако станува збор за поголема површина кај дете, особено возрастен може да се потопи во када, меѓутоа дете никако. Значи само со туширање, да не се поставува имерзија, да не се прави, да не се спушта нагло температурата. Препорачливо е да не се мачка веднаш ништо, да се замота ако е помала површина во некоја стерилна газа, испеглано некое платно и така натаму, или поголема површина да се замота детето во чаршаф. Може да му се даде аналгетик ако до тогаш примало најчесто парацетамол во детската возраст. Ако не примало до тогаш аналгетик, не мора да се дава за евентуално да не постојат некои алергиски реакции, дополнително да се влоши ситуацијата и веднаш да се однесе на доктор. Особено да се внимава при овие изгореници на лица. Секогаш може да има оштетување и на очите. Значи, мој совет е, без разлика дали станува збор за мала или голема површина, за подлабока или поповршна изгореница, задолжително прво да се јават, ако ништо друго, на матичен лекар, а препорачливо да биде во хируршка установа. Немојте нека не употребуваат во домашни услови лекарства кои што ги имаат во домашната аптека и така натаму. Јас лично сум доктор кој што верувам и во традиционалната медицина, меѓутоа да ја оставиме традиционалната медицина кога докторот ќе ви го дозволи тоа. Тоа би ми била моја препорака. Постојат разни треви, разни масла и така натаму. Немојте сами ништо на своја рака. Изгореницата кога е свежа може само да се внесе инфекција и да се влоши дополнително ситуацијата. Особено да се внимава при изгореници кои што се добиваат од електрична струја.
Значи, секој родител, ако дете добие некоја изгореница од електрична струна, задолжително да го однесе на лекар, иако е добра општа состојба. Ако евентуално се наоѓа во несвесна состојба, ако знае да пружи родителот или некој близок вештачко дишење или или масажа на срце веднаш и да се повика итна медицинска помош. Основно е во домот да постои превенција, односно особено во децата, да бидат сите предмети кои што се извори на топлина подалеку од нив. Апсолутно. Да. Посетите да ги ограничиме во ова време кога се справуваме со изгореници Апсолутно. И возрастните и помалите деца? Да, апсолутно посети не, затоа што не само во однос на самата изгорена површина, внесување на манипулација и така натаму, воопшто внесување и на вирусни инфекции кои што можат, ако станува збор за екстензивна изгореница, да ја влошат општата состојба која понатаму ќе го доведе во изгорениците се, да не заборавиме тие што се кај деца зависи од возраста, над 10, над 20, над 10% може да бидат животно загрозувачки. Особено да се внимава на децата, а кај возрастни изгореници над 30% дополнително со други дишни патишта апсолутно се животно загрозувачки. Изгореници кои што се над 50% кај возрастни, без разлика да колку и да се површни, исто така се животно загрозувачки. Станува збор значи за една сериозна тема. Јас би упатила апел и ви благодарам еве за можноста од вашето студио до здравствените власти да направат напор за формирање на центар за изгореници. И апсолутно тоа го поддржуваме и сите ние, затоа што видовме дека навистина ни е потребен еден ваков центар за изгореници. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Многу ви благодарам што ме поканивте. Еве уште еднаш да го актуализираме проблемот. Се надевам дека ќе има слух за тоа. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Shikues të nderuar, ne me kaq përmbyllim emisionin këtu. Faleminderit që qëndruat me ne, bashkë do rishemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, qëndroni me programet e televizionit Alsat.